Кога јас, браќа и сестри, поредовно почнала да се цркувам, крајот на 80-тите години од минатиот век. Името на Свети Григорий Палама беше скоро непознато. Оваа втора недела од честната света 40-ница секогаш беше посветена на Свети Григорий Палама. Тоа е со векови наназад. Меѓутоа, за голема жал, православните не водеа многу сметка за тоа кој е Свети Григорий Палама. Некаде во 50-тите години од минатиот век, прв докторска дисертација направи за Свети Григорий Палама, познатиот сега упокојне Јован Маендорф. Повеќето сте читале, сте слушале за него и тој некако го промовира името на Јован, на Свети Григорий Палама. После тоа, докторска дисертација на Свети Григорий Палама направи и блажено упокоениот митрополит Црногорско-Приморски Амфилохije. И така со ред почна да го промовираат името на Свети Григорий Палама. Ова сето ви го зборувам за да поврзам дека Свети Григорий Палама е канонизиран некаде во 15-тиот век. Меѓутоа, со под влијание на римокатоличката и протестантската теологија, малку подзаборавен бива во православието, што не е новина некоја дека многу векови, цело скоро време на туркократијата, која го имаме 5 века, православната теологија беше под големо влијание на римокатоличката или на протестантската теологија. Сега ќе ми речете, па зошто, ако било под влијание на римокатоличката теологија, зошто да биде подзаборавено името на Свети Григорий Палама? Затоа што уште во времето негово теологијата која ја промовираше Свети Григорий Палама беше во некаков сукоп со теологијата на римокатоличката црква. Нема да должам многу за да ги објаснувам некои работи што барат можеби долги објаснувања, меѓутоа ние православните во теологијата разликуваме суштина Божија, личности Божји кои се Отец, Син и Свети Дух и енергии Божји кои се влезени да се одогматени, така да речам, во времето на Свети Григорий Палама. Римокатолиците не ја признале оваа трета поделба, ајде така, поделба на разликување, типо Бога е се во единство, ама поделба на разликување и тие разликуваат суштина и личности, сметајќи дека во суштината Божја се опишани и енергиите. Ние православните правиме разлика меѓу суштината и енергиите. И заради тоа римокатоличката црква до денес не ја прифаќа оваа поделба на суштина, личност и енергија. А Свети Григорий Палама е најпознат по таа разлика што ја прави. Суштината е општа или заедничка за сите три личности на Светата Троица. Личностите се различни Отец, Син и Свети Дух, а енергиите се исто така различни, меѓутоа Господ е извор на нестворени енергии.
Ние денес употребуваме многу енергија во животот. Гледате колка ви војни се водат за гасот, за да сте топлатујат. Тоа е енергија, шо е? Ама таа е створена енергија од некој, не знам точно технолошки да ви кажам од што настанува гасот или нафтата или, ама се створени, значи настанале во овие милиарди години од кога постои светот. А енергиите Божи се нестворени, никој не ги створил нив, туку се природна даденост на Бога. Бог ги поседува тие енергии, преку тие енергии действува во природата, кон нас луѓето и воопшто насекаде каде што действува Господ, действува преку своите нестворени енергии. Ова малку може би тврда храна изгледа, меѓутоа неопходно е, браќи и сестри, да го познаваме, зашто е тоа барјакот на православието. Денес сите мафтаме со овај барјак на свети Григорий Палама, на кому е посветена оваа втора недела, значи светата 40-ница. Меѓутоа треба и да знаеме што го одликува неговото учење. Тој е светител од 15-тиот век. Значи, не е ран светител, како што речеме, да речеме кападокијските оци, кои живеат на крајот на 4 или 5 век, или Свети Јован Златоуст, кој живее во 5 век. Ова е многу подоцнежен светител, но зачетокот на неговото учење не е толку доцен дури во 15 век, затоа што ние имаме устре на 6-тиот Вселенски собор, се објавуваат или се искажуваат енергиите Божи, дека Господ е господар на енергиите, ама не е толку детално дадено учењето тогаш во 6 век, како што во времето на Свети Григорий Палама е дадено, до детали да се покаже кои се нестворени енергии Божи. Значи, она што треба секогаш да го имаме на ум како христијани. Господ се разликува од нас, знаете, до недоглед. Немаме ние допирни точки со Бога, освен ако не си ја најдеме заедничката точка на љубовта, која е природа Божја, а ние треба да го усвоиме. Ама во енергиите не можеме да парираме на Бога. Бог е извор на нестворени енергии. Тоа е голема разлика. Ние можеме да располагаме со створени енергии. Земете и парите. Парите се енергии. Може да ги потребиш и нафта да си купиш, можеш и струја да си купиш, било што. Тие се енергии, ама се створени. Ги отпечатал некој парите таму и ги раздал за некој да може да користи енергии. Колку праведно, колку неправедно, тоа е друга приказна, за некои други прилики. Меѓутоа, многу е важно дека Господовите енергии се нестворени. Господ ги поседува од секогаш и за секогаш. Тие не се трошат. Речеме како човек не се трошат. Па не се трошат дури во обичните природни закони, кои малку повеќе физика разбира, знае, вели, енергијата е непотрошива, само се менува обликот од еден вид во друг. Дури за створената енергија тоа важно, а камоли за нестворената Божја. Како ги надокнадува Господ нестворените енергии, тоа не прашувајте ме, затоа што јас веднаш ќе ви кажам дека не знам.
не можам да знам на кој начин Господ господари со нестворените енергии. Меѓутоа, тие се животворни за нас. Ние не можеме без енергии да постоиме. Што му излезе енергијата од човекот, тој веќе мртов е. Не е жив човек. Ние живееме затоа што имаме енергија. Ама ако Господ на истиот начин како кај него што се возобновуваат енергиите на еден чудесен начин, ги возобнува и кај нас, тогаш стануваме слични на Бога. Тоа е, браќа и сестри, големото учење на овој светител кој му е посветена денешната втора недела на Светата Четириесетница, а тоа е Свети Григорий Палама. Од наши краеви, во близина на нашите краеви, овде потекна. Од Солун се подвизало на Света Гора, ама меѓутоа еден, запамтете, негов главен противник, покрај Варлама, кој бил главен него противник, еден прилепчанец, тука во Цосенцото се вика Акинди, роден во Прилеп, ама во тоа време повеќе ги застапувал интересите на Римокатоличката црква и погрешно учење направил едно, тој е Акинди. За ние денеска да не го споменуваме по многу добри работи, ако е наш сограјанин од Прилепчанец. Имаме сите сега го представа дека во тоа време Прилеп е мешан град византијски, ама важно христијански град. Тоа е времето во кое во суштина доаѓа царот Волкашин да биде крал во Прилеп. И го раѓа понатаму синот Марко, кој исто така е крал во Прилеп. За тој период ви зборувам, тој е истиот период кога живее Свети Григорий Палама. Тие работи се многу важни да ги знаеме, за да можеме да се ориентираме во историските прилики. Историските прилики се помешани, знаете, со географските прилики, меѓутоа треба добро да ги познава човека, за да може да се ориентира. Зашто не е одредено учење било кога е настанато, туку настанато е во одреден контекст. Тоа е важно да се познава. Тој контекст да се познава. Затоа, браќи и сестри, секогаш да се трудиме теологијата која е извор на животот, да биде извор на нашето постоење. Зашто без теологија ние можеме да се видиме, да се постоиме овде, да си од живот живееме 100 години и што после тоа, како никогаш да не сме поминали од овде на земјата. Меѓутоа, важно е секогаш да имаме достоинство кое Господ ни го дава. Еве, тоа достоинство зборуваме се тие енергии Божи, со кои, ако се тие вечни, и Господ не прави ние да бидеме вечни битие. Значи, не сме ние ефимерни битие, поминуваме и заминуваме, како што поминува водата за која Хераклит додавна рекол, се тече, се семенува и никогаш не може да бидеш во исто место на реката. Не може да бидеш, затоа што се тече, навистина се семенува, ама ние треба да научиме дека сме вечни битие. Ако си ја живееме вечност уште сега во времето, имаме нов начин на постоење. Кој нов начин на постоење на сите вас ви го посакувам. Ама сите заедничка се потрудиме тој нов начин на постоење да постане наш секојдневица.
Милоста Божја нека биде на вас и нека ве чува, нека ве храни и сите на вашите. Сполајте